Земјоделците од Велес и Велешко имаат право да ја искористат можноста за пријавување на штети од ниските температури што ги зафатија земјоделските посеви изминативе денови. Надлежните ги повикаа велешките земјоделци да ја подигнат и достават потребната документација за пријавување на штетите. Истото можат да го сторат од денеска, а заклучно со следниот вторник, 2 мај. Првиот чекор е да се подигне пријава за настаната штета од елементарна непогода од граѓанскиот сервис центар на општината, а истиот може да се преземи од интернет страницата на општина Велес, односно veles.gov.mk. Откако тоа ќе се пополни, потребно е да се достави до архивата на општина Велес со пријавата, да се приложат копии од лична карта, трансакциона сметка и задолжително имотен или поседовен лист. Општина Велес формираше комисија која ќе постапува по однос на пријавите. По доставувањето на истите, членовите на комисијата ќе излезат на терен. Процена ќе се изврши на секоја земјоделска површина поединечно за секој земјоделец кој доставил барање до надлежните. Ќе се помине постапката за пријавување. По сите пријави ќе постапи општинската комисија за проценка на штети. Тие ќе пристигнат на лице место, ќе утврдат висината на штетата со адекватни лица токму за таа работа, за секое лице, односно за секој предмет поединечно. По завршувањето на проценката на штетите ќе се изработи елаборат кој ќе биде препратен до разгледување и одлучување во владата на Република Македонија. Од локалната самоуправа информираат дека е препорачливо земјоделците да го испочитуваат рокот за доставување на барањата. Доколку некое барање пристигне во следните неколку дена по истекувањето на рокот, комисијата ќе го земе во предвид истото и ќе излезе на терен. Од ресорното министерство деновиве најавија дека по првичните процени на општинските комисии ќе се утврди методологијата според која ќе се определи колкав ќе биде процентот на обештетување.